Измамничка од Виница, опериран из цела Македонија. На име Голубинка Николова, не уплаќајте ниту денар, сугерираат од полицијата. Причина за ова, бројните пријави од измамени граѓани кои во различни полициски станици се обраќале во текот на годините. Сепак, досега, Голубинка не е пронајдена и не е уапсена за измама, а незините жртви се многубројни. За Зоран Гошев од Виница се почнало кога на Facebook видел оглас дека наводна фирма М од Скопје врши посредништво за работа во Хрватска. Ја најдов на Facebook, имаше оглас, се представи како представничка на скопска агенција М и рече дека се вика Моника. Рече дека посредува за работа во Хрватска и во Шведска. Контактиравме на Вибер и ми рече дека првата уплата треба да ја направам за апликација за работна виза. Ми даде трансакцијска сметка пошто платив над 6000 денари во Хрватска, дека треба да заминам на 5 мај, но патувањето не се случи. Објаснува Гошев. Сега Гошев е со намера случајот да го пријави во полиција со оглед на тоа што ја има трансакцијската сметка од банката во која ги извршил уплатите. Од Министерството за внатрешни работи велат дека работат на расчистување на случајот и дека досега добиле бројни пријави. Обезбедени се соодветни доказни материјали, утврден е идентитетот на лицето, известени се основните јавни обвинителства и по целосно документирање на кривично-правните настани ќе биде поднесени соодветни поднесоци. Велат од МВР за случајот. Осем виничанецот Зоран Гошев, жртва на Николова, е и наставничка од Делчево која била измамена за околу 100 евра, а на кој било ветено дека во домашни услови ќе пакува чоколади.